Добро утро, ова вклучување го реализираме од просториите на Црвениот крст на градот Скопје. Разговараме за услугата на Црвениот крст, а тоа е лична асистенција на лицата со попречености. Разговарам со Александра Божинова. Добро утро, Александра. Добро утро. Кому е наменета програмата? Ова услуга? Услугата лична асистенција е наменета на лицата кои што се категоризирани со потешка и најтешка телесна попреченост, лица со целосно оштетен вид и лица со комбинирана попреченост, но каде што основ на попреченоста е сепак телесната или оштетениот вид. Што е опфатено како помош? Ова услуга опфаќа широк спектар на активности кои што имаат за цел да му помогнат на лицето со попреченост да постигне една поголема самостојност и независност, да биде активен и равноправен чинител во општеството. Вклучува помош и поддршка во домашни услови, при секојдневните домашни активности, во образовниот процес, доколку лицето е вклучено во образовен процес, на работното место и секако при мобилност и активна вклученост во заедницата. Колку мене користат? Во моментов 118 корисници со попречености се обслужени од страна на 87 лични асистенти. Имате ли ограничувачка бројка? Ограничувачка бројка имаме во делот на лични асистенти, значи не можеме да го надминеме бројот од 100 лични асистенти во моментов. Кој како може да ве контактира? Може да не контактираат сите заинтересирани корисници кои што ете до сега не биле информирани за оваа услуга, а имаат можност да ја остварат. Може да не контактираат на телефонскиот број 070 353 726 или да дојдат во нашите простори на улица Слава Георгиевски Шнајдер од број 5 во центар. Александра Божинова, ќе ја молам уште еднаш да го повториме бројот. Да. 070 353 726. Благодарам, убава работа ви посакувам. Ви благодарам и вам. Се одјавуваме од Црвениот крст на градот Скопје. Зборувавме за услугата лична асистенција на лица со попречености. Слушнавте и телефонскиот број каде можете да ги контактирате или да дојдете во просториите на Црвениот крст на градот Скопје.